بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. ثم أما بعد. Во почеток, во секоја една прилика, захвалноста, хамдот му припади само на Аллах Джелешану, зашто само тој е заслужен и достоен да му се прави фала. Салаватот, селамот, мирот и спасот нека бидат на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, негова фамилија, негови сахаби, следбеници на суннетот до судниот ден. Денеска треба да се потрудиме овај ден да го живееме во наши животи 24 сати. Не е денот само моментална работа, не е денот да се употреби и да се живее само во одредени моменти и во одредени места. Денот Ислам, овај ден, треба да го живееме 24 сати, секое време и во секое место, и во секоја пригода и прилика. Вака треба да го научиме и да го живееме овај Ислам, зашто овај ден е пуштен да се живее. Не е пуштен само да се учи, него пуштен е да се живее. Како најсовршена формула за еден човек, за еден верник во овој живот, да има среќен живот, успешен живот во ова дуња и успешен и среќен живот во ахирет. Како денеска сме научени да зборвиме, ова е од акида, ова е од акида. 24 сати наш живот е од акида. Како јаеме, како пиеме, како спиеме, како зборуваме, како се понашаме со наша фамилија, со наши жени, деца, родители, со наши брајче, со наши комшии, све ова е акида. Све ова е верување. И треба да го научиме како вакво да го живееме, овај ден. Вели Аллах Джелешану: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. И вие во вашиот пејгамбер имате најдобар пример за оној што веруваат во Аллах и се надеват во суден ден. Не само во одредени нешта, не само во одредени моменти да кажеме дека ова суннет. Да научиме да го живееме животот како пејгамбер алейхи селам го живееше негов живот. Да се трудиме да бидеме близко онака како живееше пејгамбер алейхи селам и негови сахаби. Тие први генерации. Денеска се научивме неколку работи да кажеме дека суннет. А многу важни работи од суннетот на пејгамбер алейхи селам не се присутни во наш живот. Едно од тие нешта, за кои нешта Аллах Джелешану го пофали, му кажа на пејгамбер алейхи селам: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. И ти имаш, му рече Аллах Джелешану на пејгамбер алейхи селам, и ти имаш најсовршен ахлак, најсовршен морал, најсовршено понашање. Ти си со најсовршено понашање. Пејгамбер алейхи селам во други хадис вели: ја не сум испратен за ништо освен да го усовршам ахлакот кај луѓето. Денеска потфрливме, денеска го запоставивме овај ахлак. Го запоставивме ахлакот, нашето понашање, нашиот целокупен живот. Како и каде, со кого се понашаме. Го заборавивме ова нешто. Заборавивме дека Аллах Джелешану го пофали на пејгамбер алейхи селам за неговиот, поради неговиот ахлак, поради неговото понашање, добро понашање. Знаеме за многу суннети или за овај суннет, за овај дел кој е неоткрилив дел од еден верник, кој е неоткрилив дел од сите ембија, од сите пејгамбери, од сите салихин,
сите добри, сите наши предходници на кои ние се повиквиме, овај ахлак, ова понашање го имале во најсовршена форма. Рекол Селев, секој ден има цел, а целта на еден верник треба да види како да го усоврши неговиот ахлак, како да го усоврши неговото понашање, како да има ахсен хулук, како да има совршен морал, совршен ахлак, зашто ова е многу висок степен. Вели Аллах џелешану на пегамбер алейхи селам: "Валау кунта фаддан галидал қалби лам фадду мин хаулик." Ако ти беше со ними, вели Аллах џелешану на пегамбер алейхи селам, ако ти беше со ними, се понашаше строго и со тврдо срце, тие ќе се разбегаја од тебе. За сахаби. Ти ако беше тврд со ними, со тврдо срце и строг спрема ними, тие ќе избегаја од тебе. Денеска ние не можеме повеќе од 5 дена да се трпиме заедно да пиеме кафе. Поради што? Поради нашиот ахлак. Поради што? Поради нашето недобро понашање. Поради што? Поради нашиот јазик кој прави рана, која побавно се лечи него рана од мач, од нож. Поради нашиот ахлак ние не можеме да се трпиме едни со други. Поради нашето претерано вреđање и зборување со нашиот јазик, не пазење на нашиот јазик, ние не можеме да се трпиме едни со други. А Аллах џелешану му кажа на пегамбер сам, ако беше ти строг, како што сме ние едни со други строги, со тврдо срце како што ни се стврднати срцата денеска, ќе се разбегат од тебе, му рече. И така сите ние денеска сме разединети. Поради овај наш ахлак, поради ова наше недобро понашање, поради што заборавивме каков беше пегамбер алейхи селам. Заборавивме на неговиот ахлак. Вели Аллах џелешану: "Лакад џаакум расулун мин анфусикум азизун алейхи ма анитум харисун алейкум бил муъминина рауфун рахим." И ви дојде пегамбер, еден од вас, кој е милости спрема вас и се секира за она тешкотија која ќе ви дојде на вас. И со верниците тој е милостив. Тој има рахмет со верниците. Ова е пегамбер. Пегамбер алейхи селам имаше рахмет со верниците. Беше милостив со верниците. Пренесе сахаби. Еден сахаб пренесе, вели никогаш не го сретнав пегамбер алейхи селам, а негово лице да не беше насмеано. Секогаш беше насмеан. Сада кај да му се насмееш на твојот брат. Ние денеска заборавивме на ова понашање. Заборавивме едни со други како треба да се понашаме. Заборавивме на овај ахлак кој има голем степен, кој Аллах џелешану го пофали на пегамбер алейхи селам поради овај ахлак, поради ова понашање. Вели Ебу Хурейре пренесвит, суиле Расул саллаллаху алейхи ва селем, беше прашан пегамбер алейхи селам: "Ан акthari ma yudkhilu an-nas al-janna." Што е теа што најповеќе луѓето ќе ги однесит во џеннет? Која е таа работа поради која луѓето најповеќе ќе бидат во џеннет? Кале: "Тaqwa ва хуснул хулук." Плашење од Аллах и добар ахлак. Овие две работи се луѓето кои ќе ги однесат најповеќе да бидат становници на џеннет. Тaqwa Аллах, плашење од Аллах, ова е врската, ова е муамеле, твоја работа спрема тебе и Аллах. Хуснул хулук е твоја работа со луѓето, со останатите луѓе. Ако овие две ги направиш совршени, ги имаш ке тебе, иншаллах ќе бидеш од оние кои ќе бидат џеннет, зашто овие две се работи поради кои луѓето најповеќе ќе влезат во џеннет. Вели пегамбер алейхи селам во еден други хадис: "Инна мин ахаббикум илайя ва акрабикум минни маджлисан јаумал қијамати ахсаникум хулукан." Најблиските до мене во меџлисот на судниот ден, кои ќе бидат најблизу до мене, се оние кои има најдобар ахлак, совршен морал. За ниедно друго нешто не рече пегамбер алейхи селам, освен за ова. Најблиските во суден ден, не оние кои најповеќе знаат, кои се алеми, кои се муфти, кои се ова, кои се она, него оние кои има најсовршен ахлак, најсовршен морал, најсовршено понашање, ќе биде најблиску до пегамбер алейхи селам во меџлисот на суден ден. Овие луѓе се тие кои ќе бидат блиску до пегамбер алейхи селам. А ние повторно заборавивме на овој ахлак. Повторно заборавивме да го изградиме овој ахлак ке нас.
Се заборавивме себе си. Заборавивме да ги земаме овие особини и својства кои ги имаше пегамбер алейхиселам. Заборавивме да го градиме ова нешто, поради кое нешто ќе бидиме блиски до пегамбер алейхиселам. Поста, вели пегамбер алейхиселам, верникот со неговиот добар морал и ахлак ќе го постигне степенот на клањачот ноќе и на рамазанлијата дејне, на постачот дејне, кој цела ноќ клајнат и цел ден постит, еден со добар ахлак, со добар морал, со добро понашање, ќе го постигне овој степен. Ќе постигне степен ваков. А и обратно, ако видиме од оној што се обратни, дојде некој сахаби ке пегамбер алейхиселам, ова хадис сахих. Дојде ке пегамбер алейхиселам, група на сахаби му рекла Расулуллах, имате една жена фулан и фулан. Ноќе клајнат, дејне постит, ама имате еден недостаток. Нејзините комшии не се мирни од нејзиниот јазик. Не се мирни од нејзиното врежање, не се мирни од нејзиното нападвање. Рекол пегамбер алейхиселам, фехие мин ахли нар. Таа е од становниците на џехеннем. А тој со добар ахлак ќе го постигне овој степен како ноќе да клајнал и дејне да постел. Ако го имат овај ахлак, ако го чуват овај јазик, кој рекол пегамбер алейхиселам, најпојше луѓето ќе бидат во џехеннем поради јазикот исполниот орган. Од нечување на овие две работи, најпојше луѓе ќе бидат во џехеннем. Поради овај јазик е пропаднале делата на ова жена. Ако ние го поправиме нашиот ахлак, нашиот морал, нашето понашање, Аллах џелешану ќе ги поправи нашите работи. Ја ејухеллезина амену текуллаха ва кулу каулен седида. Овие што верувате, плашете се од Аллах и кажите, зборувајте само вистина, зборувајте само хак. Юслих лекум а'малакум. И Аллах ќе ги поправи вашите дела, ќе ги направи да видат тамам вашите дела. Ако ја и ти го пазиме овај јазик, Аллах џелешану ќе ги поправи нашите дела. Али ако ја и ти не го пазиме овај наш јазик ќе ги уништи на нашите дела, како што го уништи отровот на медот. Рекол селев вака. Пегамбер алейхиселам во секоја една пригода и прилика беше со најјак морал, беше со најголем и возвишен морал. Ми е морат да кажеме за да земаме да добиеме ваков морал во наш живот. Денеска ние се радвиме, барев дел од нас, се радвате ако видите дека некој брат паднал во некој искушение, подлегнал во некој искушение, ево некој мусибет, во некоја несреќа, или направил некоја џуна, некој грев. Ние не треба да се радвиме на несреќата на другите. Не треба да се радиме на гревовите на другите, треба да ги жаламе другите, да ги сакаме, да го сакаме за ними она што го сакаме за себе. Еден комшија имаше пегамбер алейхиселам евреј. Слушна дека негово дете се поболи. Ова хадис сахих. Слушна дека негово дете се поболи. Отиде во зијарет кај овој комшија иако многу го вознемируваше на пегамбер алейхиселам. Отиде во зијарет и го виде тоа мало дете дека е при крај со овај живот, дека е тешко болно секој момент, ќе се пресели во ахирет. Му рече на ова дете кул ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадур Расулуллах. Му рече на ова дете, речи дека Аллах еден, ја дека сум негов пегамбер. Ова дете го погледа на пегамбер алейхиселам и го гледаше на негов татко. Го гледаше на пегамбер алейхиселам, го гледаше на негов татко. И бараше со поглед од негов татко изин за ова нешто. Негов татко му кимна со негова глава и ова дете изговори шехадет пред да се пресели во ахирет. И кога излезе пегамбер алейхиселам напод оваа куќа, излезе радосен. И направи тоа, му благодарам на онај кој што го упати ова дете и ме направи себе да бидам за теа упатство. Вака треба да се секираме за сите луѓе. Вака беше ахлакот на пегамбер алейхиселам. Имаше еден мртов човек, еден евреј го носеа во гробишта. Пегамбер алейхиселам го овај сахих хадис. Пегамбер алейхиселам седеше со сахаби кога помина овај мртов човек, стана пегамбер алейхиселам почна да плаши. Рекла Расулуллах, ова беше евреј, да рече, знам дека беше евреј, нали беше му од мојот уммет и ми избега, рече, од мој рац, џехеннем. Вака беше пегамбер алейхиселам. За евреи.
А ја и ти денеска се радвиме ако некој брат паднал во некој искушение, не успел да го помини некој искушение, не да правиш дуа за твој брат. Вака беше пегамбер алейхиссалам, ваква секирација, ваков ахлак имаше пегамбер алейхиссалам. Се пренесви дека пегамбер алейхиссалам виде една стара жена како носите еден товар дрва. Ги зеде тие незини дрва и ги однеса до незина куќа. Живееше малку подалеку од Медина. Од Мека. Рече, осим кој нема што да ти давам, ќе дам една насиха, еден совет. Рече, во град се појавил некој човек кој велел дека е тој пегамбер. Плаши се од него и бегај од него, тој одвојувал син од татко и татко од син. Пегамбер алейхиссалам е рече на ова жена, јас сум тој пегамбер. Таја му даде совет да бега од него, зашто бил лош, не бил добар. Како денеска за добрите верници исто во се вели. Не се добри, тие се лоши, тие вака, а ти и ја, ако ни дој некој фасик, وَإِذَا جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. Ако ви дој некој фасик со некој зборување, некој грешник, ако ви дој некој неверник, некој куфар, некој мунафик со некој кажување за некој брат, испитајте. Испитајте дали е теа вистено, ликај ла тусибу каумен, за да некого навредите, да некого му влезете во хак, после да се правите пишман за теа нешто. Вака беше пегамбер алейхиссалам. Вака беше ахлакот на пегамбер алейхиссалам. Пегамбер алейхиссалам еден ден седеше, спиеше под дрво. Дојде еден куфар из редови на муслимани и се доближа до пегамбер алейхиссалам. Сабјата на пегамбер алейхиссалам беше обесена на ова дрво. Зеде сабјата на пегамбер алейхиссалам и пегамбер алейхиссалам се разбуди и овај во рака и му рече: "Ја Мухамед, кој ќе те штити сега од мене?" Пегамбер алейхиссалам му рече: "Аллах џеле шану ќе ме штити од мене." Вели, почне да му се треси негова рака со маж. И му падна негов маж и пегамбер алейхиссалам го зеде маж. Му рече пегамбер алейхиссалам на овој човек: сега кој тебе ќе те штити од мене? Али овој човек без сега вториот пат да се уплаши тич, му рече: "Ја Мухамед, ќе ме штити твојата благост и твојот опрост." И пегамбер алейхиссалам му рече: "Слободен си, одај кај твој народ." Отиде кај негов народ и рече: "Доаѓам од кај најблагиот човек во дујна, што сум го слушнал и што сум го видел овој човек." Вака беше пегамбер алейхиссалам. И не само со луѓе, него и со животни беше пегамбер алейхиссалам милостив, имаше ахлак. Пегамбер алейхиссалам еден ден виде една птица како е вознемирена, цврчеше, цвишеше. Имаше некои мали сахаби, мали деца, ги зеле нејзините мали пилиња, играде со ними. Пегамбер алейхиссалам му рече: "Вратете ги на ова мајка, ове нејзини пилина, кој е вознемирил волку ова мајка." Вака беше пегамбер алейхиссалам. Еден други пат пегамбер алейхиссалам виде сахаби како зеле цел мета да видите една птица и гаѓале на неа со стрели. Рече пегамбер алейхиссалам: "Забрането е да земвиме живо нешто за мета." Од овој ден стана ова харам, да се земви нешто за жива мета. Ваков рахмет имаше пегамбер алейхиссалам спрема овие животни. Пегамбер алейхиссалам му нареди на сахаби, рече: "Кога некој од вас ќе коли животно, крава, теле, коза, нека го наостри добро ножот, за да не се мачи." Рахмет. Нека го наведни животното, не од нанози, нека го наведни. И кога колите, фахсину ذبحًا. И кога колите, најдобро колете. И го наведнете, го рече животното, и заколете го. И нека други животни не гледат додека се колите едно животно. Вака беше пегамбер алейхиссалам. Ваков ахлак имаше пегамбер алейхиссалам. Вакво понашање имаше пегамбер алейхиссалам. Беше во худба во џума намаз. Дојде еден човек, каснеше, почна да прескокува од саф во саф, од саф во саф, за да дојде во прво саф. Пегамбер алейхиссалам му рече: "Седни, доволно ги вознемири луѓето. Седни." Потоа рече: "Кој ќе стасат, нека кланат во негово место каде има место." И не е дозволено, рече, двајца да разедините без изин. Ако се седнати блиски, да ги разедините без да поварате дозволе од ними. Пегамбер алейхиссалам спремаше една група на муџахиди за во џихад. Еден Саудан радијаллаху ан беше малку понапред од овај саф. И пегамбер алейхиссалам го турна со негова рака да се израмни во саф.
И вели на Саудан му се поцрвени лицето, му се мена лицето. И пегамбер алейхи селам го примети и му рече, ја Сауад, исму Сауад, негово име беше Сауад. Му рече, барај го од мене хакот. Ја те турнав, може и досети бола, барај го од мене хакот. Рече, да, ќе го барам хакот. Сахаби вели, кога го слушне ова се почудие. Ќе бара тоа е хакот пегамбер алейхи селам. Пегамбер алейхи селам, кој крена негова кошула и рече, мамни ме, и ти како што те ја мамнав ја. И овај сахаб, кој крена кошула пегамбер алейхи селам, се впушти во него, го загрна и го гушна на пегамбер алейхи селам, почна да плаши. Вака беше пегамбер алейхи селам. А ми ако го навредиме на некој, ич не ни е гајле. Ич. Го навредиме два пати, ич не ни е гајле. Абдурахман ибн Ауф, во време пегамбер алейхи селам, му рече на Билал радијаллаху ан, оти робе на црна мајко. Го навреди. Во брзина му летна вака. Билал радијаллаху ан се насекира, стана и замина во негова куќа. Дојде Абдурахман ибн Ауф во негова куќа. Како ми е денеска, не правиме вака, ако му грешиме на некој, не бараме халал од него. Дојде во негова врата и тропна, рече, ја Билал, рече, ја дојдам да барам хак од тебе. Е наведна негова глава во негов праг и рече, ова глава нема да се трни од ова место, се додека не згази таа црна нога ова глава сега. Рече Билал радијаллаху ан, ова нога, рече, нема да згази глас што вели ла илаха илlallah. Вака бе сахаби. Ваков рахмет, ваков ахлак има е сахаби едни спрема други. Вака беше пегамбер алейхи селам со неговиот ахлак. Докаде сме ја и ти со нашиот ахлак. Време е веќе да почнеме да се поправаме ке нас, да имат промени во наш живот, да имат промени во наш заеднички живот, во наша комуникација, да имат промени во наши куќи. Хајрукум ли ехли, рекол пегамбер алейхи селам, ва ана хајру ли ехли. Рекол пегамбер алейхи селам, најдобриот е онај кој е најдобар со неговата фамилија, а јас сум најдобар со моја фамилија. Како ние се понашаме во наша куќа, како ние се понашаме со наши браќа, со наши родители, со наши жени, со наши деца, треба секој еден од нас да се испита и да почнеме да се поправаме во ова нешто.